Почитувани, лицемерието на Филипче е огромно. Полетувањето со Заев на милионската јахта во Грција, сега на зимување во Дубај. Додека тука во Македонија, Филипче говори дека тешко се живеело, луѓето едвај сврзувале крај со крај, платите биле ниски и слични манипулации од негова страна, паралелно замина на одмор во Дубај, една од најскапите држави во светот. Филипче нема само едно лице, туку повеќе. Еднаш е загрижен за пензионерите, ама од друга страна сака да им ги укинат зголемувањата на пензиите. Друг пат е загрижен за младите. Меѓутоа, неговата партија ништо не направи додека беа на власт за младите, а толку многу ветуваа. Трет пат е загрижен за пациентите во здравството, како воопшто да не беше министер за здравство и како да не местеше тендери и анекси за 20% повеќе да заработи. Четврти пат е загрижен за земјоделците, но во негово владење и неговите партнери не им се исплаќаат субвенциите на земјоделците и производите завршуваа на будниште и пред влада. И така натаму, да не ги редиме, навистина многу се. Меѓутоа на СДС воопшто не им пречи тоа што Филипче со докторска и пратеничка плата има недвижност во Дубај според сведоштвата за кои што не слушнавме од него демант. Како стигнал до тие средства, треба антикорупцијскиот тим на СДС тоа да го истражи. Исто така, на СДС и Венко не им пречи тоа што Заев, земјоделец од Струмица, стана милионер и гради 42 катница во Дубај. Како Заев стигнал до милиони за бизнис и градење на висококатница во Дубај, антикорупцијскиот тим на СДС треба и тоа да го истражи. Почитувани граѓани, на СДС не име до реформа или освежување на кадарот. Тие си тераат под теркот на Заев, подпишан од Филипче. На СДС единствено што им пречи е тоа што не се на власт. А дека не име грижа за проблемите на граѓаните, видовме од нивното 7-годишно владење. Очекуваме во новата 2026 година криминалците како Зоран Заев и Венко Филипче конечно да одговараат. Ви благодарам.